што се однесува до ДИК. Значи, она што го знам од разговорите со нашите представници во работната група. Не станува збор за кој да се избере, кој да не се избере. Станува збор за максимален, краен, очаен обид на СДСМ ова да им биде причина за одложување на изборите кои што знаат дека ќе ги загубат. Тие не смеат јавно да кажат бидејќи ќе го деморализираат своето членство. Но тие самите, тие многу добро знаат дека ќе ги изгубат изборите и ова е последен крик на СДСМ. Како да се најде начин да се одложат изборите. Па погледнете што се случуваше во работната група. Има потреба од договарање на тројца експерти кои би биле политички неутрални, од кои двајца треба да се етнички македонци и еден етнички албанец. По многу перипетии, менување на ставови на СДСМ и слично, тие предложија двајца македонци, кои што ВМРО ги прифати. И го затворивме прашањето за македонците и се најдоа во небрано. Како сега да го одложат понатамошното договарање на комплетирање на ДИК, се фатија за представникот што албанските партии го предложија заеднички и го прогласија за ВМРО-вец. Точно е дека ние како партија во последните години имаме се поголема поддршка помеѓу албанското население, но со тој човек немаме никаква врска. Сега СДСМ се закатанчи дека тој албанецот што го предложија ДУИ ДПА бил ВМРО-вец и на тој начин се обидуваат да ја растурат работата. Само и само да избегаат од избори. Срамно е тоа што се случува. Не знам како не сваќаат дека губат со ова. Губат и меѓу нивните поддржувачи. Сваќаат луѓето што е играта. Така што ќе се случи на лидерската средба се зависи од стратегијата на СДСМ за одлагање на изборите по секоја цена.